Лошата состојба во буџетот ги надминала очекувањата на новата влада, но министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска уверува дека со ребалансот обезбедиле пари и за пензии за покачување на платите на администрацијата, како и за сите останати државни трошоци, од кои голем дел, иако се законска обврска, не били испланирани во сегашниот буџет. Доколку не бил тој маневар математички или не знам каков, кој што бил направен, со кој што буџетскиот дефицит за 2023 година го намалиле за 7 милиарди и 100 милиони денари, тоа се повеќе од 100 милиони евра, ние денес немаше да имаме проблем за пензиите. Тие беа планирани. Слушнавте 5 милиарди. Имаме зголемување. Јас ви кажувам дека 7 милиарди и 100, наместо во декември да ги исплатат со некакви маневри кои што до овој момент не ми се објаснете. 5 милиарди денари се испланирани за исплата на пензиите. Министерката вели дека планираните средства за 2024 година би биле доволни доколку декемвриската пензија не била реално исплатена во јануари. Математиката е иста, не постои разлика, значи многу мало е притисокот од промената на методологијата. 2.500 денари. Јас многу често го кажувам тоа, 2.500 денари се износ кој што нема да влијае многу, единствено редистрибуција. Со одлука на влада, министерката меѓу другото побара кратење на непродуктивните трошоци кај сите буџетски корисници, им даде рок до 30 дена во кој треба да направат водневни ревизии за утврдување на наменските трошоци и да достават анализи до владата.